На етиката или вредносниот систем на личноста, имам пишувано еден цел докторат за конзервативните вредности или вредностите на личноста, и таму имам изолирано неколку форми на општествено прифатливо поведение. Тоа е момент на перцепција на секој од нас. Она што е прифатливо за мене, можеби не е прифатливо за вас. И затоа мнозинството ги креира вредностите кои се прифатливи. И ако во едно општество насилството е прифатлива вредност, поседувањето на оружје е прифатлива вредност, промоцијата на насилници, на рекетари, на босови од подземјето, на турбофолк звезди, на нивните насилни синови и така натака ги прикажува како херои на нацијата, сосем очекувано е младите да се однесуваат во рамки на тоа општествено прифатливо поведение. Тоа е вредност во општеството, значи го опфаќа семејството. Така, апсолутно. Тоа во општеството, основна клетва на општеството и семејството. Кога говорам ја за општествено прифатливо поведение, говорам почетно од семејството, па се понатаму. Се има тука нешто што се вика позитивна дисциплина. Таа е од латинскиот збор нели дисциплина или учење. Тоа е поттикнување на самодовербата и независноста да расудува личноста самостојно и да стане одговорна личност сама за себе. Кога ќе се соочи во момент, критичен момент во животот, да ја преземе одговорноста врз себе, обично се случуваат вакви ексцеси. Иако едниот и другиот случај во Србија не може да се поврзат баш. Вториот е малце комплициран и специфичен. Во ова време на хибридни закани по безбедноста на државите, можеби не треба да се исклучуваат и опција од терористички акции или подкуп на личности кои би извршиле одредени дејанија во една држава со цел да предизвикаат она што е цел по дефиниција за тероризмот, страф и паника меѓу население и вознемиреност во целата држава и така натака, нешто што не е далеко и од нас. Ние бевме пред малце време исто така предмет на напади хибридни, со закани по животот на нашите деца во училиштата, со највулгарни пораки на имейл адреси и електронските адреси на наставниците и директорите на школите. Така да не треба се исклучува ништо, но како и да е, ние како политичка партија стоиме на тоа дека ни е потребна пред се фер шанса за секого, особено за младите, за да знаат дека во животот ќе добијат шанса, нема да останат на маргините на општеството без никогаш, без ни една шанса во животот, па макар и една. И многу битно е тоа што во македонскиот случај младите не ја напуштаат републиката, државата, поради тоа што немаат пари, него ја напуштаат бидејќи не се чувствуваат своји на своето. Се чувствуваат загрозени пред своите домови, пред своите згради, во малото во кој растат. Јас живеам во центарот на Скопје, во кој се случува хаос во вечерните часови, во Дебрмало. Имаме насилство врз млади деца пред нивните домови, во парковите, насилство врз девојчина, имаме закани со оружје, имаме напади секакви. Каде го слушате тоа или доаѓа до вас информација? Го слушаме, ни го пренесуваат нашите деца, да е нормално тоа. И имаме еден голем проблем. Оние кои ашикуваат се недостапни за МВР. На некој мистичен начин никогаш не се обвинети или не се откриени од МВР. А оние кои се жртви не смеат да се бранат бидејќи бидат обвинети и за насилство и тие веднаш ќе станат достапни за прогонот. Што че дека нашите млади се во сопствена држава дискриминирани визави апашите од околни населби или од околината на Скопје, кои доаѓаат, атакуваат, ашикуваат, а нашите не смеат да се бранат, затоа што МВР ќе ги прогони нашите, односно тие што се бранат, а што се де факто и де јуре жртви. И тоа е една состојба кога не се чувствуваш безбеден и не се чувствуваш свој на своето.
И затоа оваа земја напуштаат исклучително богати луѓе. Луѓе со сериозен бизнис. Луѓе сериозно интегрирани во ова општество. Ја напуштаат земјата бидејќи ниту чувствуваат безбедност за своите деца, ниту имаат здравствен систем за своите деца, ниту имаат образование квалитетно за своите деца, ниту се чувствуваат себе си дека се комотни да продолжат да осваруваат тука. И затоа имаме масовен екзодус надвор.